Разликата помеѓу производната и откупната цена на житото е двојна и никогаш не била поголема. Овој дисбаланс нив ги носи директно во пропаст, бидејќи во моментов откупната цена на пченицата е од 8 до 10, а под 8 денари за килограм јачмен. Во текот до вчерашниот ден беше имавме еден состанок како национална земјоделска мрежа со амбасадорот на Европската унија и комплетно го запознавме со целата ситуација околу откупот на житариците и оваа трагична ситуација за нас земјоделците, погубна ситуација. Исто спомнавме и за други прашања околу законот за осигурување, за оваа реши го новата методологија за субвенции, така да ако нешто не се предземе да се изменат околу тие работи, мислам дефинитивно земјоделието македонски биде у колапс. Крајно неповолната за нив откупна цена ја признаа и од милничко-пекарската индустрија, од каде побараа директна помош за земјоделците. Минатата година производната цена на пшеницата поради високите цени на суровините, односно вештачкото ѓубриво, семенскиот материјал, нафтата, се доведовме во позиција да сега крајот на годината производната цена биде околу дупло поскапа од пазарната цена. Меѓутоа, затоа велам дека треба да им се помогне на земјоделците, треба да се обмисли на кој начин тоа треба да се помогне и не може да се доведат во таква ситуација да одат во дебели загуби, односно практично да одат на некој начин во пропаст. Наредниот период, но најбргу што може производителите очекуваат овој проблем да се реши за нив, за да знаат какви чекори да превземат во иднина. Владата се одлучи да откупи 15.000 тона од тие 200.000 тона, може слободно да кажеме дека тоа е капка во море. И тоа ќе го стори во 5 лота по 3000 тона. Меѓутоа никаде не спомна колку ќе биде откупната цена. Се калкулира со некои субвенции од 3 денара, 6 денара, колку ќе бидат тоа исплатени и колку ќе покријат таа разлика производната и откупната цена, тоа е знак прашање. Проблемот со цената на пченицата е поголем од ланскиот, бидејќи производителите дополнително ги зголемија површините слушајќи ги инструкциите на владата за поголемо домашно производство. 15.000 тони од ланската реколта државата ќе откупи дури оваа година.